Дојран стана една од 10 општини во државата која што доби средства од Европската банка за обнова и развој за изработка на физибилити студија за јавното осветлување. Тие изработија студија за ЕСКО моделот на осветлување што представува еден вид јавно-приватно партнерство. Тоа значи дека со реализацијата на јавното осветлување, односно со замената на сите ламби, значи зборувам за сите ламби кои што во моментов ги имаме, ќе добиеме осветлување како што заслужуваме по сите светски стандарди со 0% загадување и испуштање на тие гасови, значи по сето она што е испланирано по светските стандарди и тоа треба да се реализира. Со овој договор ќе бидат опфатени сите населени места во општината со што ќе се крене квалитетот на јавното осветлување. Зборуваме за целата територија, значи за сите населени места. Тука не ги исклучивме секако и останатите села кои што се дел од оваа општина и се грижиме исто така и за нив. Значи треба да се заменат буквално сите сијалици и да добиеме осветлување како што заслужуваме, без нито еден денар да вложи општината. Истиот треба да се реализира во рок од 3 месеци. Денеска заврши отварањето на понудите, имавме 3 заинтересирани инвеститори и мислам дека во наредните денови ќе заврши таа евалуација и ќе биде избран инвеститорот. Овој проект е дел од регионалниот проект за енергетска ефикасност во државата, која ја поддржува енергетската ефикасност со фокус на јавниот сектор, преку Европската банка за обнова и развој, за што е обезбедена финансиска поддршка од инвестициската рамка на Европската унија за Западен Балкан.